Значи, пред нас е вториот надпревар од турнирот во Струга. Се среќаваат домаќинот Струга и гостинот Охрид, актуелниот победник на овој турнир. Со нас се двата тренери, гостинскиот Борис Троевич, домашниот Божидар Мојсов. Ќе почнеме со гостите. Божидар, лани прв пат триумфиравте на овој турнир, сега доаѓате како актуелен победник. Играте со домаќинот, веројатно ќе биде потешко да се одбрани. Што можеме да видиме вечерва од Охрид? Дали играме во полн состав и кој се очекувањето од целиот турнир? Биće доста ротација. Cilj turnira je da vidimo nove igrače, da se uigramo, rezultat je potpuno u drugom planu. Значи ли тоа дека нема да имате резултатски притисок? Не е битно кое место ќе се освои? Ne, nemamo nikakav rezultatski imperativ. Odradili smo možda 3-4 treninga, 5 sa loptom. Tako da zaista treba neke druge stvari da vidimo. Ali isto tako treba da bude dobar pristup igrača. Меѓутоа, ова е, да кажем, локално дерби, градско, меѓуградско. Не е sejedno дали ќе победи Охрид или ќе победи Струга. Pa sigurno da je tako, ali kažem opet, ovo je prijateljski, sama reč kaže prijateljski turnir. Благодарам многу и со среќа. Продолжуваме со домашниот тренер Божидар, прв пат на клупата на Струга. Многу нови играчи, веројатно има очекувања од овој нов тим на Струга. Ова е прв турнир, први надпревари. Може ли Струга да ги оправда сите очекувања од незе оваа сезона? Па вака сега, овие први очекувања за мене се прво не знаеме ние да видиме каква е ситуацијата, направивме еден добар ростер за многу краток период. Кратко сме во тренажен процес. Кажав и претходно дека овој турнир ќе го користиме само како припремен турнир. Добро е што играме со јаки екипи, добро е да видиме колку ни е нас сила, колку треба да ги поправаме работите после тоа што доаѓаат. Ова е само еден почеток за нас и можам да кажам едно скалило од каде треба ние да почнеме понатаму. Меѓутоа, веројатно сите ќе очекуваат да му дадете силен отпор на Охрид, па ако може да се победи. Може ли Струга да го победи Охрид? Искрено да ви кажам, јас не можам да кажам сега ништо. Ова ни е прва утакмица, треба да видиме како се однесуваме на утакмиците. Имавме само неколку тренинзи. Ќе видиме, а дека секогаш ќе одиме на победа, секогаш ќе одиме на победа. И уште едно прашање, од сите оние засилувања кои што дојдоа до сега во Струга, дали сите се во составот или ќе видиме некои во наредните надпревари? Сите се во составот моментално и се надеваме дека ќе задржиме овој ростер, па да се надградуваме понатаму. Ви благодараме многу на 20 и со среќа. Ала, ајде.
Добро вечер, почитувани. Втор пат вечерва денеска од игралиштето Горан Поповски Бабец покрај Охридското езеро, покрај женската плажа во Струга. Пред почетокот сме на мечот меѓу Струга и Охрид. Втор од ова 54-то издание на Струшкиот турнир. Во првиот Вардар го освојува прилеп очекувано со 39-29, а потоа следуваше еден мал церемонијално свечено отворање, мал говор, меѓу другото и на Милчо Чакарески, новиот спортски директор на Струга и председателот на организацијскиот одбор на Струшкиот турнир. А сега пред полни трибини домашната публика ќе ја проследи својата ракометна гордост. Екипата на Струга, која обично, за жал, има символична улога на овие надпреварувања, барем така е во последниве неколку години или еве една деценија назад, сепак Стружани оваа сезона ќе ја почнат малку поразлично, поведро, со амбиции да направат еден ичекор и да остават печат во македонското првенство, како што долго време се исчекува во еден од најракометните градови во земјава. Сето тоа, целата таа приказна ќе почне вечерва за некоја минута со првиот надпревар, иако во предсезоната, на оваа новооформена екипа со неколку засилувања, со нов тренер, екипа која засега се уште носи многу надеж дека ќе има успешна сезона. Меѓутоа, треба да се биде реален и да се каже дека на овој надпревар фаворитот е јасен. Охрид, како актуелен освојувач на Струшкиот турнир, ќе се спротивстави интересно во една мала реприза на својот сосед, бидејќи и минатата година, исто така во првиот меч Охрид се соочи со Струга. Така го почна походот кон својот прв турнир на Струшкиот, прв трофеј на Струшкиот турнир. Сето тоа беше најава за една блескава сезона на Охрид, најава за една нова епизода, ново поглавје пред се со тренерот Борис Роевиќ, а потоа и со многумината нови ракометери, еден тотално нов изглед имаше тимот на Охрид, формира неочекувано, можеби за некои и за многумина, но формира четворка на македонски големци во нашиот ракомет. Рамноправно се држеше со Вардар, Еврофарм Пелистер и со Алкалоид. На крај го освои третото место во домашното првенство, но она што беше круна, бисер на сезоната, тоа е освојувањето на Европскиот куп на ЕХФ. И како таков Охрид влегува во новата сезона разбирливо со амбиции да го надгради тој успех, можеби сега со некој скапоцен метал од домашното првенство. И двете екипи со многу промени ќе влезат во новата сезона, но пред неа во Струшкиот турнир, како подготовка за сето тоа што следува. Домашниот тим со тројца голмани, Тутенковски, Јовановски и Костадиновски ќе настапи. Еден меѓу нив е Новајлија, Мартин Јовановски. Понатаму Пајковски, Петров, Костовски, Рајатовски, Јукич, Ферукоски, Родич, Шилегов, Танковски, Георгиевски, Крстановски, Костовски, Ѓорговски, Савевски и Симоновски. Тренер на Стружани е Божидар Мојсов, кој што се враќа практично на кормилото на Струга, а негов помошник ќе биде до сегашниот тренер, човекот кој што ја водеше Струга минатата сезона, Жарко Феруковски. И гледаме Охриѓани во еден искомбиниран состав, не со најсилните, но доволно квалитетни ракометери за да важат за апсолутни фаворити на оваа средба. Голмани се новиот Дино Славич и Бојан Блажевски, патем најдобриот голман од минатото издание на Струшкиот турнир. Понатаму Страмљен, Ојлевски, Јагориновски, Јошида, Иванковиќ, Кејта, Карапалевски, Ристески, Тасевски, Савревски, Љапис, Филип Талески, Зечевиќ, Ивановски,
Ѓукиć и Ќосевски. Во екипата на Охрид 8 нови ракометари, во екипата на Струга исто така 8 нови ракометари. Се разбира, секогаш кога има така поголем број на нови ракометари во пресрет на новата сезона, тоа значи амбиција, тоа значи вложување и исчекување за успеси, но истовремено тоа значи и да се воигра екипата, да предизвици за тренерите, за сите во стручниот штаб. Оставив малку да се надевам да се слушне официјалниот спикер за овој чин на ракометниот клуб Струга и на организациониот одбор на струшкиот турнир и минута молчење под претходно и доделена плакета за семејството на Сашо Србиновски, едно од големите ракометни имења локални овде на Струга, еден поранешен ракометар, ракометен работник, председател на клубот оваа година почина и ги напушти своите најблиски, затоа во негова чест минута молчење, плакета за дел неговото семејство, секоја почит за Сашо Србиновски. Говорев дека ќе се соочат и двајцата тренери со предизвикот да ги вклопат играчите, да ги прилагодат екипите, бидејќи ќе се повторам, ако нови имиња значат нови многу амбиции, истовремено значат и главоболки за воигрување. 8 нови ракометари кај едниот и кај другиот тим. Во тимот на Охрид имаше и многу заминати, и тоа не само по завршувањето на сезоната, туку и во текот на сезоната имаше некои ракометни промени и кадровски промени, и сето тоа добро го изменаџира тренерот Борис Роевиќ. Ако веќе го однесе тимот до еден европски трофеј, се разбира секоја чест, но и сега ќе биде
предизвикот голем, особено затоа што си замина некој од ракометарите кој игра важна улога во тимот на Охрид и во домашното првенство и во европските настапи, например Кристијан Пилиповиќ кој беше извонреден голман, најдобриот голман прогласен од 24 ракомет за домашното првенство, веќе го нема првиот дефанзивец, Ориел Рей Моралес исто така си замина. Косуке Јасухира имаше и тоа каков ефект врз тимот кога дојде. Тој ќе му се врати на Охрид, но оваа сезона не и за сега не. Така што сите тие нови ракометари ќе треба со своите карактеристики добро да ги пополнат празнините кои останале. Тоа важи и за Струга, се разбира, која доби нов голман во Мартин Јовановски, го доби Марио Танковски, кој што е стружанец, но во досегашната своја кариера настапуваше во неголемите македонски клубови, дојде од Вардар. Ке биде големо засилување за екипата на Струга. Иако почна на преварот, мал застој, бидејќи една од навивачките групи фрли некој од факелите на теренот, па сега треба да се уверат одговорните лица дека безбедноста е највисоко ниво за да продолжи надпреварот. Безбедноста на ракометарите се разбира. Првиот напад ќе го има екипата на Струга, домакинот во сини дресови, Охрид во исто така бело-сина комбинација за овој надпревар во дресови на кој преовладува белата боја. На голот е Бојан Блажевски, минатото лето го засили Охрид и остави печат на овој турнир, беше прогласен за најуспешен голман. Ќе видиме каква ќе биде неговата ефикасност кога е во прашање односот удари одбрани овој пат. Знае да биде атрактивен и сега се обиде да го спречи овој удар кој од одбиена рака на охриѓанец, охридски ракометар, заврши во просторот за голот. Од корнерот Марио Танковски го постигнува првиот погодок за Струга, но како бргу само возвратија ракометарите на Охрид. Дали добро забележав дека тоа е Зечевич, исто така нов ракометар, и тој среден бек како и Танковски. Корнерот Марио Танковски го постигнува првиот погодок за Струга, но како брг се претвори во надигрување, во желба да се докажат новите играчи и на едната и на другата страна, се разбира, и да гледаме успешна сезона, мислам на долг рок, секако и убав надпревар вечер. Повторно Танковски, иако беше запрен, судиите Глигор и Спаско Кјаеви дозволија да се игра овој надпревар. Бобан Мајнов е на делегатското место покрај теренот. Уште еден успешен напад за екипата на Струга. Овој пат Мице Шилегов постигна погодок и тоа е ракометар со репрезентативно педигре во минатото, кој што ја засилува Струга. Таков е и Костадин Петров на пивотненската позиција. И тројцата, може би во различни периоди, некогаш и се софаѓа, настапува во дресот со државното знаме, исто така и во своите младински години, може би и поистакнати одошто во сениорските. Анти Иванковиќ во продор. Немаше прекин на играта, продолжува Зечевич, еден ракометар кој што е доста пргав, знае да се пробива. Овој пат беше Мартин Ивановски кој што ја загуби всушност топката. И тој е еден од ракометарите кои пристигна во Охрид. Мартин Ивановски дојде од редовите на Алкалоид.
Помал прекин продолжува нападот на Струга. Танковски, Дарко Георгиевски. Одлично за Петров. Тројца ракометари од оние кои што дојдоа летово. Одлично изреагира. Одлично за Петров. Тројца ракометари за Петров. 3-1 за Стружани. Овој гол ќе важи. Мартин Ивановски. И сега ќе се коригирам. Тој го постигна и првиот гол. 34 стои на неговиот дрес. Зечевич, кога го спомнав, се уште не е во игра. Со 31 на својот грб. Еве го Зечевич. Не беше во тој напад. Како и да е. 3-2. А со овој гол од пенал, првиот на надпреварот, Никола Јукич зголемува повторно на +2. Сите 4 гола на Струга дојдоа од нови ракометари. Ова е веројатно убава најава дека барем теоретски, барем од овој јагол, од овој поглед на сезоната, добри се имињата кои ќе ја засилат екипата на Струга. Ивановски, уште еден погодок за 4-3. Редовна замена, веројатно, кога се користи Костадин Петров како пивот, ќе биде од напад, од одбрана во напад, тој поретко игра одбрана. Во ситуацијава Христијан Крстановски ќе има повеќе дефанзивни задачи и затоа тој е замената за Петров. Сега малку преостар старт беше ова на Анти Иванковиќ. Ако нешто на овие надпревари не е задолжително, тоа е острата игра на граница на опасна. Затоа и малку дискусија меѓу Танковски и Иванковиќ. Ќе продолжи Охрид со ракометар помалку. Еве, уште една топка за Шилегов, уште еднаш. Тој беше успешен во дуелот со Блажевски, беа соиграчи во тимот на Бутел. Седма минута. Ова е добро за надпреварот. Охрид може би важи за фаворит, но ова нова Струга, ова ново издание на тимот кој донел толку многу македонски репрезентативци ветува дека ќе гледаме еден интересен меч. Со празен гол се, не треба да го потенцирам тоа, ракометарите на Охрид. Зечевич сепак тука е во игра. Сега мило за драго им вратија. Како пресликана на огледало ова ситуација од пред некоја минута, кога ваков сличен удар во лицето прими Танковски од Иванковиќ. Сега на речиси сличен дел од теренот, само на спротивната страна. Зечевич е тој што се струполи откако Дарко Георгиевски беше малку невнимателен. Сега Струга ќе биде со исклучен ракометар. Арно, ама на Охрид казната веќе е преполовена. Има уште 54 секунди од тоа исклучување. Така што овој напад ќе биде со малку играчка доминација, со надмокност, бидејќи Охрид се уште е со 6 мина и со празна мрежа. Одлично отворена позиција го користат вишокот Охриѓани, кој што најчесто се прави на крилните позиции кога играте со играч повеќе. Ален Ќосевски намалува на 5:4.
Ке оди веројатно малку побавно овој напад на Струга. Петров повторно е во игра. Танковски десно за Шилегов. Повторно Танковски. Нема многу простор. Ке се обиде ако треба и на сила. Ако ништо друго ке помине некоја секунда. А може и ке се создаде ситуација за шут. Сега и со двајца пивоти. Екипата на Струга, Дарио Симоновски е исто така на линијата од 6 со цел да се разбие зоната на Охрид. Потенцијално да се отвори некоја пукнатија за да бие Танковски. Но направил чекори и ја губи оваа топка. Слична ситуација на спротивната страна. Малку тактизирање, но не смеат премногу, бидејќи уште 20 на секунди Струга ќе биде со 5 мина. Еве повторно слична акција за Ќосевски, вишок на десната крилна позиција и тој втор гол, како и Мартин Ивановски, за изедначување во ова 9-та минута 5-5. Комплетна е Струга. На терен го гледаме Предраг Родич. Права интервенција на Блажевски. Останува Струга во напад. Топката се одби во аут. Не ја прифати најдобро оваа топка Родич. Љапи се украде сега Зечевиќ во контра. Скок на речиси лице в лице. Тука со голманот на Стружани. Втор гол за Зечевиќ. И сега прават серија ракометарите на Охрид по експлозивниот старт на Стружани, по водството од 5-3. 3 врзани гола за Охрид и сега е 6-5. Танковски. Десно, односно лево немаше многу простор за Родич. А еве нов гол за Никола Јукич, но ова е прв од игра, бидејќи предходниот го постигна од линијата за 7 метри. Добар ролинг на Ивановски, а и убава замисла, но не стигна на времено топката за Огилевски, додека се уште беше слободен. Никола Јукич, засилување за екипата на Струга од Хрватска. Само да го проследиме овој напад. Ќосевски беше прочитан. Убаво, одлично се намести овде во одбрана. Ненад Костовски и изнуди пробивање од Ален Ќосевски. Не му дозволи да врзе и трет гол за многу кратко време. И повторно во обичаената замена, Кристијан Крстановски го напушта теренот, човекот кој што е задолжен за одбрамбени задачи, и тој е еден од новите. Стружанец се врати практично во својот роден град од тимот на Куманово. 9 метри. Не успева, некако незагреано за сега делува Предраг Родич. 2-3 пати ја доби топката на граница да ја загуби, тоест еднаш ја загуби, за потоа Зечевиќ да постигне гол. Каков удар беше ова на Танковски и потоа следи Костовски, но за жал нема да важи овој погодок. А Бојан Блажевски втора одбрана, ударот на Танковски беше многу тежок да се насети. Еве возвраќа и колегата на Блажевски, Мартин Јовановски, дојде од екипата на Еврофарм Пелистер 2.
ќе ја засили голманската конкуренција во Струга, каде што сега се Дамјан Тутенковски и Кристијан Костадиновски. Сите тројца се во составот на оваа средба. Јокич се крева, нема да бие одложи за Родич со скок наназад, тоа беше многу тешко, удри во испружените раце на Анте Иванковиќ. Глигор Ќаев и Спаско Ќаев се судии на овој меч, а сега некаква консултација со Бобан Мајнов на записничката маса. И Охрид и Струга поеднаш го имаат освоено турнирот. Единствената титула на домакините на овој турнир е од 1990 година, а Охрид го брани овој од минатата сезона. Бобан Савески е во игра со број 34. Каков прецизен, убав и елегантен шут беше ова на Јукич. Никола Јукич, трет погодок најефикасен е сега во својот состав. Струга повторно води 7-6. Два врзани гола на домашната екипа за да се врати во предност. Гоце Олевски е редовен изведувач на пеналите. Прва негова задача од линијата за седмерец. И малку требаше. Мартин Јовановски некако насети од и топката ќе оди долу ниско. Гоце Олевски сепак изедначува на 7-7. И го впишуваме неговиот прв погодок. Савески, па сега заменете Родич. Дарко Георгиевски се врати во игра повторно, откако доби исклучување, не го видовме назад, сега прв пат. Еве еден удар на Георгиевски, не е непрецизен, туку удри во блокот. Крена рака Зечевиќ, ја призна оваа интервенција. И мора да признаеме дека по 15 на минути може да се констатира дека овој надпревар е многу посериозен во однос на на неизвестноста, секако е поблизок од тоа што беа силите меѓу Вардар и Прилеп, но жестината е подруга. Има некои дуели кои што се карактеристични за првенствен надпревар, например, и тоа и не е така лошо за неутралниот гледач да гледаме борба. По долго време една мирна акција на Охрид. Савревски е на десната бековска позиција, Ивановски одлично за Љапис, тој е мајстор да изротира, да најде простор, па потоа и да пласира онаму каде што голманот не може. За Љапис, тој е мајстор да изротира, да најде простор, па потоа и да пласира онаму. Љапис, едно од засилувањата минатата сезона, минатото лето, кое му помогна на Охрид да дојде до историската прва титула во Европа и прва воопшто до самостојувањето на Македонија. Савески па Георгиевски. Има простор за Савески. Ова ќе биде пенал. Тргна и Ојлески и дали беше таму Савревски или сепак да Љапис и бранеа во просторот од 6 метри, затоа судиите Ќаеви покажаа на линијата од 7, а тука беше успешен во првиот обид Јукич
во вториот уште поелегантен. Ја крена малку и децибелажата на трибините на игралиштето Горан Поповски Бабец. Не знам дали Борис Роевич се надевал, очекувал, планирал дека по 17 неполни минути резултатот ќе биде 8-8 Струга и тоа како држи отпор на Охриѓани. Ова на вистина нова Струга, не е само тоа теоретски и не е само тоа на збор. Изгледа одлично и во одбрана до сега и во напад. Си го прават своето искусните засилувања, ракометарите со искуство од македонската репрезентација, засилувањето од странство пред седминето на Никола Јусич и еве сме изедначен надпревар по 17 минути. Борис Роевич ќе вели совети, а веројатно ќе направи некоја промена од играчите што ги селектира овие 16 денеска да настапат. Ги видовме Никола Зечевич и Мартин Ивановски од засилувањата. На голот го имаат Дино Славич. Тука е Шуичи Јошида, пивот од Јапонија, да не останат без јапонец по заминувањето на Јасухира. Филип Талески е веќе познато во медиумскиот простор, барем за оние што следат ракомет, дека се врати во Македонија во тимот на Охрид. И го пропуштив уште Адама Кейта од засилувањата на Охрид. Талески ќе го видиме сега, а ќе го видиме и Шуичи Јошида. Значи, освен советите, ќе има и нови ракометари на теренот. Борис Роевич, тука е и Томи Јагориновски, кој сега првпат ја почувствува топката. А таму на левата крилна позиција и Адама Кейта. Па буквално со исклучок на Мартин Ивановски, комплетната постава во поле е смената. Талески асистенција, Јошида реализација. За сега добро спроведени советите на Роевич. 9-8 за Охрид. На спротивната страна, Дарко Георгиевски, кој сега има топката, е повратник во тимот на Охрид. Сега во прв момент помислив оти и Божидар Мојсов ќе побара тајмаут, но причината за овој застој е некој проблем со семафорот, веројатно одлична пригода да се продолжи со засилувањата на Струга. Значи Мартин Ивановски на голот, Никола Јукич и Предраг Родич како интернационални засилувања, потоа Костадин Петров, Пеце Рајатовски, Мице Шилегов, Марио Танковски и Христијан Крстановски. Тоа се новите ракометари во екипата на Струга. Веројатно од оние што си замина ќе се почувствува, а Божидар Мојсов ќе направи се да не се почувствува, заминувањето на Мечкаровски и на Костов во прв ред, затоа што беа влијателни во играта на Струга. Ова беше зицер кој го промаши Ален Ќосевски, самиот како да не поверува каде заврши оваа топка. Одскок на високо, не само над голманот Јовановски, не само над голот, туку и над заштитната одграда. Но досега постигна 2 погодока. Ова е второ промашување, 50% ефект за доскорешниот ракометар на Вардар десно крило. Танковски повторно се врати во нападјачката формација на Струга. Сега на позицијата десен бек во стружање, кај стружање е Петар Пеце Рајатовски. Одново 9 метри.
Крената е судиската рака, ке треба да се шутира. Не беше решителен овде Танковски. Рајатовски запрен убедливо од Адама Кейта. Танковски мора да бие. Не забележав уште колку додавања покажаа судиите. Едно, само едно. А тоа е изведувањето. И за едно чудо се одби топката доволно да го изненади Блажевски, но за негова среќа заврши во дирекот. Нема погодок и веќе го бележиме, па ако не и најдолгиот период без гол на Стружани. За среќа го имаат Мартин Јовановски, кој сега го запре овој зицер на Томи Јагоириновски. Ја бележиме неговата втора одбрана. Еве го погодокот. Не чекаше долго Марио Танковски откако се врати на паркетот повторно да поентира, а Ќосевски дали деконцентриран од претходното промашување, сега не фати веројатно зглобот и вретената топка, па овој удар заврши покрај подалечниот дирек. Втор гол на Танковски, претходно 2 има и Шилегов, а 4 Јукич. 9-9 Стружани напаѓаат за да поведат, а рецептот ќе им го даде Божидар Мојсов на првиот тайм-аут повикан од него. Некои приказни и некои работи се местат на интересен, привлечен, игрив начин. Веројатно така беше и целава приказна за враќањето на Струга во живот. Буквално минатата пролет, оваа пролет, тоест заврши предпоследна во плейофот, тоа значи не директно испаѓање, ами разигрување со второпласираниот од првата лига. Младост Богданци беше таа екипа, за нивна несреќа е уште еден амбициозен клуб кој доста се засили и ја совлада Струга со 25-22 и тоа овде покрај езерото. Не на овој терен се разбира. Тоа значеше испаѓање на Струга по долги години во првата лига. Арно, ама при пријавувањето за новата сезона пролет поради финансиски проблеми не го направи тоа. Отпадна во најнизок ранг и од оставеното место, практично отвореното место и припадна на Струга. Тоа беше иницијална каписла клубот да се реанимира, практично реков, веќе ново раководство, Милчо Чакараски, спортски директор, нов клуб, повеќе спонзори, нови ракометари кои очигледно дава добри сигнали во оваа почетна фаза од предсезоната и сето тоа сугерира за една убава приказна за ракометниот дом на многу македонски репрезентативци. И на двете страни неуспешни напади. Струга сега ќе има можност да поентира, сепак и го прави тоа преку Михајло Костовски, прв негов погодок. 10-9 за Стружани, се враќаат во водство. 9 минути до крајот на првото полувреме. Промена на голманската позиција кај Охрид, која што не ја гледаме сега, но ќе ја забележиме при следниот напад на Стружани. А сега задачата на шампионот од Европскиот куп е да изедначи. Талески па Јагориновски, одново лошо додавање, но сега судиите велат лошо е затоа што беше повлечен Јошида од Дарко Георгиевски. Ова не е добра вест ниту за Георгиевски, ниту за Божидар Мојсов, бидејќи колку игра 22 минути, а веќе втор пат исклучен е левиот бек на Струга. Ке мора да биде многу внимателен или по-радикално да не игра во одбрана, што е проблематично. Талески ке се кренели на шут. Талески малку некарактеристично за него е да тргне во пробив, но тоа сега донесе 9 метри. Беше една сезона во Тата Бања, повремениот, поранешниот репрезентативец на Македонија. Немаше некој офанзивен блесок таму напаѓачки, поголеми задачи добиваше во одбраната. Интересно, дојде во клубок од кого Тата Бања загуби во финалето на Европскиот куп. Ова е првиот гол на Дарко Ѓукич.
го замени Ален Ќосевски по тие 3 промашувања и сега со првиот погодок на српското десно крило Охрид изедначува на 10-10. Назад во игра е Предраг Родич со број 10 на левата или во случајов централната бековска позиција. Ке ротираат со Танковски. Танковски, една убава финта, навлече двајца, сам беше Коки Петров, но овој Зицер не смееше да се промаши и удри во дирекот. Јагориновски, поправен, сега прецизен десниот бек на македонската ракометна репрезентација. Прв погодок 11-10. Не смееше да се промаши и удри во дирекот. И двете екипи некако се менуваат во брана, имаат мали периоди по 2 до 3 гола и мислам дека само еднаш имаше ситуација кога Охрид врза 3 гола. Сега се наоѓаме во бранот на Охрид. На Струга е ред да го прекине. Танковски ке влезе, ова е доволен простор за него. 7 метри, бранеше во 6 Кейта. И повторно ова е задача за Никола Јукич. Јукич е поранешен ракометар на Охрид, што е интересно. Меѓутоа, од заминувањето од Охрид, патем го бележиме неговиот 5-ти погодок, од заминувањето на Охрид отиде во АЕК, имаше и мала авантура во Ал-Мудир во Саудиска Арабија, сега повторно на Балканот, но од другата страна на езерото. Јагориновски, за Талески. Прв гол на Филип Талески во дресот на Охрид. Пред Татабања 2 сезони во Бенфика, 3 сезони во Вардар и уште една неспоена 4-та. Јагориновски, за Талески. Настапуваше една прв гол на сезона во Балинген, а престојот од 3 години во Бундеслигата му почна со 2 врзани во Рајн-Некар. Пред тоа цели 8 години во Металург, уште од оние славни денови од 2009-10 некаде веројатно важи за негова прва сениорска сезона. Загубија топка Стружани и Охрид е во напад и во ретка можност да поведе со +2. Дури мислам дека и немаше таква ситуација. А ако некој водеше со повеќе од 1, тоа беше Струга. Дури во еден момент имаше и 5-2. Јагориновски, Талески ја доведоа до последен чекорова акција. Мислам дека и Јагориновски можеше комотно да бие, а Талески сега во рамката од голот ја возврати услугата на Костадин Петров од пред некоја минута, кој исто така Зицер го прати во стативата. 27-та минута почна. Привршува ова прво полувреме и понатаму гледаме изедначен надпревар, на моменти меч кој не личи на подготвителен од предсезоната. Што е позитивно во секој случај. Танковски. Го чекаме првиот погодок на Родич, нема да го видиме сега, затоа што добро беше поставен Дино Славич, еве неговата прва интервенција. А Кейта постигнува прв погодок исто така. И еве го Охрид на 13-11 во 27-та минута. Добро беше поставен Дино Славич, еве неговата прва интервенција. Неколку загубени топки, промашени изгледни ситуации, како на Костадин Петров, и тоа е причината. Тука треба да се бара зошто Струга го пропушти водството и сега има -2. Георгиевски го замени Родич. Танковски. Против
Јагориновски. Сега не знам зошто, дали има крв на опремата на Јагориновски, како и да е тој ја напушта играта, а Савревски се враќа. Го почна мечот, еве го повторно. Веројатно поефективен во одбрана Савревски, а Јагориновски позабележителен во напад. Продолжува нападот на Струга. Танковски, Георгиевски, па Јукич. Танковски далеку се играчите кои ја имаат топката, а за тоа се погрижи Шујчи Јошида. Главно земен за придонесот во одбрана, да биде еден од оние кои треба да го замени ефектот на Моралес од минатата сезона. 2 минути до крајот, часовникот тече. Струга се обидува да најде простор за шут. Одлично го прави тоа Никола Јукич. Прекрасен гол. Еден сокриен удар ниско. До сега, веројатно најдобриот поединец на теренот со 6 погодоци. Ако Струга има 12, половина дојдоа од левата рака на хрватскиот интернационалец, пардон. Ивановски. Чекаше додавање Јагориновски, но го направи вистинското решение Мартин Ивановски. Трет гол по оние два на брзина во почетните 5 минути. 14-12. Влегуваме во последните 60 секунди. Јукич мислам дека ги одигра сите 30 минути. Одлична топка за Петров. Се обиде да ја пласира, да ја сврти, но промашување за некогашниот репрезентативен пивот на Македонија. Овде може да има некое исклучување, секако да не е нешто повеќе, барем драматичен беше крикот на Мартин Ивановски, посакуваме дека не соодветствува и повредата. Незгодно беше тоа што беше во скок кога го доби ударот, па тоа е секогаш лошо за доскокот, за атерирањето. Постигна четврти гол, да видиме по која цена. Добре. Секогаш е добар знак. А човекот кој што го направи прекршокот е Дарко Георгиевски. Експресно во рок од 30 минути заработи 3 исклучувања, затоа му е покажан црвен картон, не дека ова е директен, бидејќи првично покажа судиите 2 минути, а трето исклучување, значи, преселба во публика. 15-12 е резултатот на колку 35 секунди и 4 секунди до крајот на првото полувреме. Ова е највисокото водство за екипата на Охрид во првиот дел. И сега само да не заборавиме дека казната на Георгиевски главно ќе ја почувствуваат во второто полувреме стручани, бидејќи ќе има само 35 секунди во овој дел, а останатите ќе ги одработи во второто полувреме. Има исклучување и за Охрид. Ојлевски последен ја напушти играта, да бидем искрен, не забележав дали за него се однесува тоа исклучување, како и да е, израмнети се силите на теренот. Последни секунди, Јукич виде дека нема кому да додаде, реши само одбрана, но подпадокот успеа да го прифати
Дарио Симоновски и да намали на 13-15. Претходно втора интервенција за Дино Славич. И овој гол ќе важи на 5 секунди до крајот постигнате тука. Овој нема да важи, мислам. Не би требало, затоа што веќе помина времето. (16-14) стои на семафорот. Не знам дали ќе се чека промена на таа одлука. Голот на Струга беше 14. Очигледно од делегатската маса сметаат дека не, сепак не важи 16-13, така и го видовме, времето веќе заокружи 30 минути и со 3 предност за Охрид, водството кое што беше и најголемо во првото полувреме. Го завршуваме овој дел од надпреварот. Многу интересен надпревар, морам да признам, сосема различен од оној првиот меѓу Вардар и Прилеп. Сериозно си ја сватија работата на крајот на денот. Ривали се соседски, Охрид и Струга. Стружани посакаа да покажат зошто се амбицираат за многу повисоки дострели од само борба за опстанок, како тоа е засилена на нивната екипа и го направија тоа на вистински начин. Држеа приклучок голем дел на преварот, има и водство некаде до 25-та минута. Тука некаде попуштија нереализирани шанси, па и загубени топки. Охрид направи една серија со која што поведе со 13-11 во 27-та минута. Достигна е максимални плюс 3 за 16-13 на паузата. Најдобар поединец на теренот Никола Јукич, десниот бек за силувањето за Струга со 6 погодока, од нив 2 од пенал. Во тимот на Охрид Мартин Ивановски постигна 4 гола. Голманите не се истакнаа премногу, по 2 интервенции и за Славич и за Блажевски кај Охрид. 2 има и Мартин Јовановски во составот на Струга. Се враќаме со продолжението на овој меч по вообичаената пауза. Охридски ракометар заврши во просторот за голот. Марио Танковски го постигнува првиот погодок за Струга, но Бобан Мајнов е на делегатското место покрај теренот. Одлично за Петров. Тројца ракометари. Овој гол ке важи. Теоретски, барем од овој јагол, од овој поглед на сезоната, добри се. Одлично отворена позиција го користи. Родич Љапис украде, сега Зечевич во контра. Скокна, односно лево немаше многу простор за Родич. Бобан Савески е во игра со број 34. Љапис, а тој е мајстор да изротира, да најде простор, па потоа и да пласира. Томи Јагориновски, ја бележиме неговата втора обрана. Еве го беше да се промаши и удри во дирекот. Јагориновски, поправен. Јагориновски, за Талевски. Добро беше поставен Дино Славич, еве неговата прва интервенција. Струга се обидува да најде простор за шут. Одлично гошниот репрезентативен пивот на Македонија. Претходно втора интервенција за Дино Славич и овој
Ако нешто е предност за Охрид, тоа е долгата клупа. Сега треба да дојде до израз во второто полувреме, иако почна веќе да се чувствува некаде во финишот на првото, кога охриѓани се врати од негатива, успеаја да направат една мала серија, да ги искористат пред се грешките на своите домаќини и да победат со нависоки +3. Во вториот дел веќе гледаме некои нови имиња. Тилен Стрмјан во прв ред, еве го со топката, организаторот на играта од Словенија, одлично кружеше, циркулираше оваа топка за да дојде до Никола Зечевиќ, кој го постигнува својот трет погодок. Беше рано во играта, во мечот, потоа се повлече, менува таму на лево бековска позиција на централен главно играч Ивановски. Еве го повторно со минутажа од стартот на вториот дел за највисоки 17-13 за екипата на Охрид. Ке мора да ги скратат, да ги намалат, да ги сведат на минимум грешките стружани, ако сакаат и понатаму овој надпревар да има барем мала доза неизвестност. Танковски повторно почнува како среден бек за Шилегов, газел во просторот од 6 метри, иако беше запрен овој негов удар, прекрасно го изведе сега ова Дино Славич. Нема да му важи одбраната, бидејќи технички тоа беше грешка на Шилегов, но затоа го бележиме овој погодок за хрватскиот голман, новото засилување за екипата на Охрид. Дојде од тимот на Лимош, претходно во Загреб, настапуваше и во Адамар Леон. Еден 33 годишен искусен голман. Танковски фаулиран во налетот кон забранетата зона. Зечевиќ таму реагираше, крената раката на судиите, каков само дрзок удар беше ова на Никола Јукиќ. Имаше еден ваков убав погодок во првото полувреме, останува на 6 од тогаш, а сега редат голови охриѓани не промашуваат. Ова е првиот за Давид Саврески. Водството е веќе 19-13, но многу бргу една серија од 3:0. Јукиќ, Танковски, тој се крена, но превисоко отиде и топката над голот на Славич. Одново една полуконтра на недонаместена одбрана на Стружани. Овој пат ја реализира Дарко Ѓукиќ со својот втор погодок. Серијата трае. 4:0 е во второ полувреме. А мислам дека и тука завршува, бидејќи 16 беше 15-13, значи 5:0 практично, ако се смета од оние 15-13 пред финишот на првиот дел. Бара простор Танковски, не успева, фаулиране 9 метри за Стружани, но повторно ќе бидат искушени судиите Глигори, Спаско Кјаеви да подигнат рака и да покажат опасност од пасивен напад. Нема тука многу простор за Костадин Петров и тој е фаулиран. Добро функционира одбраната на Охрид. Јукиќ, Танковски, крената раката, Танковски може би не беше најпрецизен овој удар, но доволно силен и по реакцијата на Славич да заврши во мрежата. Трет погодок на Марио Танковски. Главно ја прекинува серијата на Охрид од 4:0 во вториот дел, вкупно 5 невозвратени погодоци, сметајќи го и првиот. Зечевиќ па Стрмјан. Зечевиќ, еве го и тој се разигрува. Четврти погодок.
дојде од екипата на Партизан. Никола Зечевич, практично Борис Роевич си го донесе, ако можам така да се изразам, додека беше селектор на Србија во овој период од 9 месеци во 2024 година, имаше можност да соработува со Зечевич, ги препозна неговите квалитети, сега го доведе во Охрид, а на вистина не знам на што се должи овој црвен картон за клупата на Охрид. Обично казната за клупата, без разлика дали станува збор за тренерот или некој од клупата, е степена, односно прво има жолт картон, предупредување, па потоа исклучување, а ова беше директно во рок од секунди жолт па црвен картон. Не знам дали имаше некаков приговор, не угледни зборови, тоа се само сега нагаѓања. Важно, Борис Роевич ќе мора да оди на трибините. Наум Бабачев е неговиот заменик. А патем ќе одлежи, ќе одработи Охрид и казна од 2 минути. Ова е шансата за домакинот да се врати во надпреварот, затоа што сега губи 7 разлика и продолжува трендот со грешки, со загубени топки. Охрид мирно ќе гради нов свој напад, исчекувајќи да истечат 2 минути казна. Стрмјан, Зечевич, тамо е Савревски на десната бековска позиција. Љапис на линијата од 6. Лево и десно Оглески и Џукич. Голот е празен. Оди Тилен Стрмјан. Убаво ја изработи самиот оваа соло акција и си го постигнува својот прв погодок на мечот за водството да дојде до 22-14. 6-1 е резултатот само во второто полувреме. 9-3 не важи оваа интервенција на Слабич. Танковски, не знам овде зашто немаше фаул, бидејќи беше повлијаен од таа реакција. Топката отиде пресилно за Костадин Петров. Немаше овде што да направи пивотот. Охрид уште 30 нешто помалку секунди од тоа додека биде комплетен. До тогаш со празна мрежа. Подготвуваат нова акција Стрмљан и Зечевич. Подготовките се во тек, иако ова се први надпревари. Акциите се воигрувале на тренинзи, но вистинскиот тест е во надпревар. Петти гол за Зечевич, 23-14 води Охрид. Јукич ја прекинува серијата. Практично 2 пати по 3-0 имаше Охрид од стартот на второто, односно 4-0 па 3-0 во второ полувреме. Седми гол на Никола Јукич. Дарко Џукич, Талески, повратна, бргу тече топката, одлична акција на Охрид. Тилен Стрмљан е реализатор, негов втор погодок, а водството ближи кон двоцифрено.
Ке има тайм-аут за Божидар Мојсов. Веројатно и во најпесимистичките предпоставки не го очекува ова. Резултатот во овие 8 минути и 6 секунди од вториот дел е 8-2 за Охрид. Тотално спротивно, различно од сето тоа што го гледавме во првото полувреме. Струга престана да функционира некаде до 25-та минута. Да покажа материјал дека ова засилена екипа има многу повисоки дострели од тоа што Струга беше на пример минатата сезона, но ќе мора имаше еден ваков убав погодок во првото полувреме, останува на 6 од тогаш, а сега тоа е основната разлика. Редат голови крилени не промашуваат, ова е првиот за Давид Савревски. Водството е веќе 19-13, но многу бргу една серија од 3-0. Не ни го искористија комплетно времето од 60 секунди, Охриѓани треба да продолжат да го прават ова што го прават во вториот дел, овие 8,5 минути. Подсетуваме дека Струга го загуби Дарко Георгиевски по првиот дел, поради 3 исклучувања. И тоа сигурно е еден мал хендикеп. Ова беше многу проблематично и затоа секоја чест за Филип Пајковски. Ја прифати топката, па ја испушти и со втор скок успеа да реализира. 16-24. Охрид доби двојно исклучување, затоа се уште со играч помалку и таа казна, зборувам за двојно исклучување со црвениот картон на Роевич, голот е празен и ова е првиот погодок на празна мрежа за екипата на Струга. Петар Феруковски се најде на вистинското место во вистинско време. Подсетувам, еден ваков гол имаше голманот на Охрид Дино Славич во стартот во почетните минути од вториот дел. 17-24 е сега комплетен е Охрид и со шестмина и со голман на мрежата. Прва интервенција е ова за Дамјан Тутенковски, кој што ја презеде голманската обврска во вториот дел од Мартин Јовановски. Рајатовски се врати во игра и во минатиот напад беше на теренот, откако кратко го видовме во првиот дел. А сега не Танковски, туку Феруковски е организатор на нападите на Струга. Родич, повратна за Феруковски, убаво сето организирано, но бадијала кога Славич е расположен. Трета интервенција, немаат премногу голманите, ова е, например, најмногу за еден голман од 4 кои ги видовме денеска. Но таков е некако типот и природата на овој надпревар. И доста се греши уште пред да се дојде до шанса за шут, а и се игра погрубо нешто. Па затоа нападите често не ни стигнуваат до голман. Љапис, Зечевич, Стрмљан. Бара кому да додаде Савревски, Стрмљан, Зечевич. Бргу комбинираат, а во вистински момент се придодаде таму Дарко Џукиќ како втор пивот. Трет негов гол 24-18. Бргу комбинираат, а во вистински момент се придодаде таму Рајатовски. Родич не прифати топка, грешка во водење, нова загубена. Ојлевски многу искусно гледаше каде шутира, виде дека покрива многу повеќе од во водење, нова загубена. Кристијан Костадиновски кој патем Ојлевски многу искусно. Нова грешка сега
малку и несреќно во рамката од голот. Не забележав кој биеше, но Струга останува без погодок и во овој напад. Четириесет и втора минута. Охрид имаше највисоки плюс 9 во 37-та, сега е спуштен на, односно не, и сега е плюс 9, 26-17. Меѓутоа беше спуштен на 7 разлика, тоа кратко траеше. Стрмљан донесе свежина, Зечевиќ ги искористи неговите решенија во нападот, а еве една ретка грешка на словенечкиот организатор на играта Ферукоски. Конечно реализиран и еден зицер. Втор гол за Петар Ферукоски. Брз центар на Охрид, Зечевиќ кратко испуштена топката, но ќе продолжи позиционен напад за охриѓани. И тие ќе бидат домаќини на турнирот Крстјан Доноски идниот викенд. Ги чека малку подоцен старт на европските обврски во второто коло од Европскиот куп. Бележиме втор гол на Љапис. Одлично додавање од Мице Шилегов за Филип Пајковски, кој дефинитивно покажува оти има чувство, ја бара топката, не чека таа да го најде него. Втор гол во второто полувреме за Пајковски. 19-27. Нема промени во поставата на Охрид, барем не во бековскиот строј. Овие тројца, Стрмљан, Савревски и Зечевиќ од почетокот на второто полувреме. Еве го Стрмљан, како да се тестира до каде може сам. Два од овие три негови гола беа вакви соло акции. Лошо додавање ќе продолжи играта, сепак сега крената судиската рака, сигнал за пасивен напад. Јукиќ не смеа да го остават вака. За среќа одлично прочита Дино Славиќ. За среќа на гостите на овој меч. Погодок број 6 за Никола Зечевиќ. Убаво го послужи Савревски и сега со 6 гола тој е убедливо најефикасен во својата екипа, а еден помалку има од Јукиќ во тимот на Струга. Ферукоски, Рајатовски, дури Крстановски сега е искористен во напад на лев бек по исклучувањето по црвениот картон, тоест на Георгиевски во првиот дел. Рајатовски, сето тоа резултираше со акција. Дури за Филип Пајковски кој постигнува и уште еден гол, трет во второто полувреме. Најпродуктивниот ракометар на Струга во оваа фаза од мечот. 21-29. Влеговме во втората половина од второто полувреме. Премногу простор за Стрмљан. Ова ќе биде 7 метри, да видиме и дали нешто повеќе. Имаше еден сличен ваков крик во првиот дел од Мартин Ивановски, за среќа помина добро. Да се надеваме дека исто е и со Стрмљан незгодно падна. Ја повреди половината, тоа е секогаш чувствителен дел од телото, рабетот.
Зборував дека малку доцна ќе почнат европските обврски за Охрид, таму некаде во првата недела, во втората недела од октомври, го чекаат противникот во второто коло од Европскиот куп. Побара инаку вајлд карта, но ДХФ не се удостоија да им ја обезбедат. Вајлд карта зборувам за играње во ниво погоре во Европската лига, откако го освои Европскиот куп минатата сезона. Барем ние овде сме сведоци дека по истиот рецепт Алкалуит доби вајлд карта. Сега не дека се офајди многу од таа вајлд карта во Европската лига, бидејќи отпадна уште во квалификациите, па и немаше практично европска сезона. Може би секој е лошо за добро, но ете ЕХФ не го удостои Охрид со шанса барем да се надпреварува во Европската лига и ќе го брани практично трофеот во Европскиот куп, почнувајќи од второто коло таму во октомври. Во ред е Домен, односно Тилен Стрмјан, а пеналот кој што го заработи, успешно реализиран од Дарко Џукиќ, 21:30 во 47-та минута. Рајатовски па Ферукоски. Нема простор. Ферукоски многу активна и подвижна е одбраната зоната на Охрид. Во неа Јошида, Талески и Анте Иванковиќ. Интересно, не го видовме во напад Анте Иванковиќ. Може би со исклучок на првите минути. Тоа беше MVP играчот од минатата сезона. Под притисок се да бият стружени, затоа овој изнуден не баш поволен шут на Крстановски и вториот е таков, ќе има удар од аголот, бидејќи во блок заврши топката. Михајло Костовски врати во поле. И ова е максимум, но што прави сега чуда? Дино Славиќ добива аплаузи и од домашната публика. Засилувањето на голманската позиција од Хрватска. Еве го моментот кога Охрид ги прави тие промени. Обично на половина од период се случуваат. Во игра влезе и веднаш погодува. Половина од период се случуваат. Со број 11 во игра влезе и Палевски. И Карапалевски е еден од новите ракометари. Помина 2 сезони во шпанското првенство, во Ваљадолид. Претходно цела кариера во Вардар или во Вардар јуниор. Оттаму од таа школа потекнува ресенчанецот кој сега се врати назад во редовите на Охрид. Инаку со неговиот гол резултатот првпат достигнат во цифрено водство, но го смени тоа Пајковски. Четврти негов погодок за намалување на 22:31, но ќе остане запишено дека во 49-та минута Охрид имаше плюс 10. Еве го Иванковиќ, Јагориновски се врати на десна бековска позиција, Карапалевски, одлична топка на десно крило, убава реализација на Аленки Осевски. Трет негов гол. Повторно плюс 10. Крстановски, Рајатовски па Ферукоски. Делуваат како да немаат многу опции, а веројатно и така е поради се поголемата потрошеност. Веќе долго време оваа иста бековска тројка
Ова е фаул, мислам дека го направи Филип Талевски. Струга затоа е во напад. Шилегов, крената е судиската рака, односно Ферукоски. И сега тоа што функционира и веќе е докажано, а тоа е топка до Филип Бајковски. Не успеа затоа што пресече Талевски, но самиот згазна во голманскиот простор, па Струга останува. Сето ова и му година, Охрид бидејќи времето тече, а нема шут од Стружани. Ферукоски, повторно за Пајковски, ке има пенал. Сега нема да шутира Никола Јукич, кој два пати беше прецизен во првото полувреме. Овој пат на задоволство на публиката. За жал не погоди. Го видовме Валентин Ѓорговски, едно младо момче, еден од низата таленти од Струга. Седма одбрана за Дино Славич, прва од пенал и петта во второво полувреме. Односно, ќе се коригирам, бидејќи Славич му го препушти местото на Бојан Блажевски и сега одбраната му ја пишуваме нему, прва во вториот дел. Јошида имаше еден гол во првото полувреме, ова е негов втор. 33-22 веќе плюс 11 за Охрид. Назад на терен е најдобриот поединец за Стружани, Никола Јукич. Тука е и Танковски повторно. Јукич за Крстановски. Беше држан, па затоа 9 метри и затоа не беше доизработен овој удар на Христијан Крстановски. Дојде главно со дефанзивни задачи. Пред да продолжи нападот на Стружани, ќе проследиме тајмаут. 60 секунди за договарање. Во последните 10 сезони има 20 битва на превара од второто полувреме. Еве го Стрмјан во Суперлигата на овој меч. Ако ги сметаме само тие. И Рајатовски. Ајде знаеме дека Охрид во последнава сезона значително и драстично се засили, но претходно се случува има превласт во дуелите со соседот, па во тие 22 надпревара. Инаку со неговиот гол победи за Охридска позиција за Струга, Карапалевски и одлично завршиле нерешен. Го пишуваме нему прва во вториот дел. Долго време чекаат Стружани Јошида. Суперлигашка победа против ривалот од преку езерото. Последната е таму во мај 2019 година, или како што во последно време ги карактеризираме тие случувања пред или по COVID-19, ова е пред. Продолжува надпреварот со нова грешка на Стружани. Тоа е повод за контранапад. Не се снајдува најдобро ракометарите на Охрид, но и во таква ситуација Карапалевски го постигнува својот втор погодок. Седум минути, нешто помалку од 7 минути до крајот на мечот. 12 е разликата на Охрид и продолжува да расте. Одбрана на број 4 за Бојан Блажевски. Еден надпревар кој е буквално чашата е полупразна или чашата е полуполна за Божидар Мојсов. Ако сака да извлече позитивни работи, има што да извлече од првото полувреме, но
не може да се гледат како дисекција две полувремења во спортот. Конечниот резултат е акумулација на сите случувања, па во второто ја расипаа работата. Само 9 постигнати погодоци, а еве 19 примени за тимот на Струга. Јукич, Крстановски го подзаборавија Мице Шилегов, добро беше наместен. Прв погодок во вториот дел, вкупно трет за него. Карапалевски, па Јагориновски, Иванковиќ. Не беше наизградена оваа позиција, му овозможува прва одбрана на Кристијан Костадиновски. Сега сите тројца голмани кои се појавија на голот на Струга имаат барем по една. Тутенковски, Костадиновски по една, а Јовановски две од првото полувреме. Влез на Јукич, но и тоа не помага. Сега Блажевски во два наврата, сега и во претходна ситуација, добро поставен. Период на голманите, очигледно. Може би малку деконцентрација кај стрелците. Се играат сепак последните 3,5 минути од овој надпревар. Јагориновски. Во от ја прифати топката Карапалевски, но колку што атрактивен можеше да биде овој гол, толку атрактивна и интервенцијата на Костадиновски. Сега и малку претерано се овие загубени топки, навистина не водам евиденција, но ова е далеку над еден, не знам, просек што го има екипа во надпревар. Двоцифрен број сигурно во второто полувреме и сето тоа донесе Охрид да има највисоки плюс 13. Еве ги повторно. Овој пат Анте Иванковиќ стрела прецизно. Крстановски, Танковски. Силен удар на Крстановски, но заврши во пречката. Не знам дали овде имаше влијание и голманот Блажевски, дали замеша прсти буквално, но уште еден напад на Струга нема резултат. Загубена топка и за Охрид, можност за контра, прифаќа, добро прочита Јагориновски оваа топка. Формалност се овие последни неколку минути. Не смета така и Кристијан Костадиновски, кој си го подобрува барем личниот впечаток со 4 интервенции, истото го прави на спротивната страна и Бојан Блажевски. И тој 4 во вториот дел, вкупно 6.
Програмата на струшкиот турнир од утре ќе фати еден по регуларен ритам. Надпреварите ќе се играат во термините 18:30 и 20:30. Во првиот термин Прилеп против Бутел. Го обележиме третиот гол на Јошида. А во вториот термин од 20:30 Охрид ќе го одигра вториот надпревар против Дубочица од Лесковац и со тоа ќе ги заврши обврските во групната првата фаза. Ќе го има петок за одмор, а потоа во сабота надпреварите за пласман. Ако не постигнат гол сега, ќе заврши овој меч со највисоките 14 негатива, но ете, некаква мала утеха, задоволство и за Стружани на трибините е овој прв гол на Валентин Јорговски. Не успеа од пенал, но сега одигра. Може би и посладко е вака. Ги поставува конечните 24-37. Колку и да изгледа ова убедливо, колку и да имаше и максимални плюс 14, Охрид не беше доминантен во текот на целиот надпревар. Овој конечен резултат ја крие целата приказна, а таа е дека во 25 минути гледавме изедначена средба. Не само изедначена, Струга можеби и повеќе временски подолго водеше во тој прв дел од надпреварот. Имаше и плюс 2 во неколку наврата. Охрид главно бркаше, имаше и така наречена резултатска нишалка, но проблемите почнаа некаде по 25-та минута. Трето исклучување за Дарко Георгиевски кој доби црвен картон, неколку промашени зицери. За жал почнаа загубени топки кои се пренесоа и во второто полувреме и тука се случи пресвртот. Охрид со една серија првпат поведе со 3 разлика, замина на 15-12 на полувреме, а веќе во вториот дел непрестано ја градеше разликата, бидејќи како да се соочи со некоја друга екипа. Струга постојано грешеше, казнува охриѓани и формално го доведоа надпреварот до финишот со 37-24. Најзаслужени за оваа победа, гледано од аспект на головите, се Никола Зечевич со 6, по 4 има Дарко Ѓукиќ и Мартин Ивановски. Добар беше голманот Дино Славич со 6 интервенции и 1 постигнат гол. Треба да подсетиме дека Борис Роевич доби црвен картон во 38-та минута и не го доврши надпреварот на клупата на охриѓани. Во тимот на Струга пак убедливо најдобар поединец Никола Јукиќ со 7 гола. 4 постигна Филип Пајковски, исто така одличен во второто полувреме, сите 4 од нив. Конечни 37-24, подсетувам дека во првиот меч денеска Вардар ја совлада екипата на Прилеп со 39-29, исто така убедливо. Не морате да се исклучете од овој стрим на каналот на 24 Ракомет, бидејќи во продолжение ќе ги слушнеме импресиите на дел од актерите на овој надпревар. Се надевам дека ќе биде се во ред некаде долу на средина од теренот и ќе ги чуеме по се изгледа Гоце Олески и Костадин Петров. Ако е се во ред, може да одиме со колегата Петар Шимлеш. На првиот ден од турнирот во Струга, домаќинот имаше добро солидно прво полувреме и потоа видовме како заврши надпреварот. Ева твој коментар за овие 60 минути. Па така, најпрво честитки до Охрид за фер и коректната игра. За нас, за домашната екипа, ова е нов почеток, еден нов проект. Се собравме пред 7-8 дена. Имаме многу уште за работа, еден нов тим со искусни играчи и дополнување на млади играчи, така да уште еднаш честитки до противниците. Посакувам се најдобро новата сезона.
како за нив, така и за нас и здравие Божие да целиме кон подобри резултати оваа сезона. Останува уште еден надпревар во групната фаза. Што да очекуваме од тој дуел? Па така, како што видовте, овие надпревари нас не служат за уигравање на тимот. Имаме доста нови играчи, како што ние овака се знаеме, сме играле нели меѓу против себе, али не сме играле заедно. Ова ни служи за уигравање на тимот и ете како што видовте и тренерот Божидар менја, им дава шанса на сите, така да ете овој турнир нека биде еден показател до каде можеме и што можеме и да се воигруваме за понатаму. Среќа. Сега сме со Гоцо Илевски, капитенот на Охрид. Еве победа прва за Охрид во првиот дуел, бранител на титулата. Еве што да се каже после овие 60 минути? Добро, мислам дека заслужено победивме. Можеби на почетокот влеговме во некој така опуштен дел, да речам. И морам да кажам дека оваа година имаме доста нови играчи и треба време да се воиграме, така да овај турнир ќе ни послужи за тоа, за да сите играчи да добијат шанса, да добијат минутажа, да фатиме еден ритам и полека да се уиграваме и да влеземе што подобро спремни во новата сезона. Целта е повторно одбрана на титулата? Па се надеваме дека и посакуваме да играме во финалето нормално. Утре играме против Дубочица. Ќе дадеме исто максимум како и денеска, па се надеваме исто на победа. Благодарам. Се гледаме утре со нови возбудувања. Поздрав.